Госпоѓа Трифуновска, ова е недела на децето. Како Основното училиште Гоце Делчев се вклучи во одбележувањето, на кој начин ги анимиравте најмладите? Вака, по повод Светскиот ден на детето и во рамките на детската недела, во нашето училиште беа изведени голем број на активности со цел дружење на учениците, истакнување на нивните мисли, желби, како и пораки за децата од целиот свет. Имаше поголем број на работилници, меѓу кои работилницата за подобар свет, во кои децата од различен етнички состав беа во работилницата и нивните творби и пораки што ги истакнаа во оваа работилница беа истакнати во капчињата во училишниот хол. Исто така во работилницата по училишните патеки во кои учествуваа учениците од нижите оделенија, во училишниот двор секој ученик си ја представи својата визија за подобро детство преку детскиот цртеж. Денес сепак најинтересен е денов за првачињата, затоа што тие стапуваат во редовите на детската организација и по тој повод организиравме културно-уметничка програма и свечен прием на првачињата, на кој секако ќе им се обрати председателот на детската организација, ќе ги потсети на нивните училишни обврски, меѓутоа и ќе дадат свечена заклетва. Денешниот ден исто така е доста важен и за нас, учителите. Така, работите со онаа најмлада популација, деца кои што се уште не ги знаат и основните правила на однесување. Како учителот се снаоѓа со оваа најмала популација која што доаѓа во училиштето, а има неполни 6 години? Така, за детето се вели дека е најубавиот цвет на светот. Меѓутоа, тој цвет треба да се негува и тоа од најмала возраст. Учителот има примерна улога во воспитувањето и образувањето на детето, сепак тоа е многу напорна и макотрпна работа, која што треба вложување на голем труд. Училиштето представува втор дом за децата, а учителката како втора мајка. И заради тоа мора во наставата да внесуваме многу нови интересни методи, техники на работа, за да децата сакаат да одат на училиште, да го привлечеме нивното внимание и да изградиме од секое дете прекрасна личност која ќе биде иднина за нашето општество. Успева ли учителот да биде и родител, да биде и едукатор, да биде и пријател со детето? Најважното за нашата работа е да се сака работата. Ако се сака работата, секако дека ќе се успее во неа и успеваме, сепак наоѓаме и нови начини да работиме со учениците и да бидеме како втори родители за децата и училиштето да биде втор дом, така да мислам дека работата на тие учители кои што ја сакаат е успешна. Нека ви е честит денот на учителите. Благодарам многу.